Продолжуваме со емисијата. Тука го имаме професорот Рубин Земон, кој е исто така и директорот на Центарот за напредни истражувања. Господине Земон, добре дојдовте во студио 10. Вие ги следите поделбите по сите можни линии, а мене ми се интересни поделбите кои повторно се реактуализираа и со светското првенство во фудбал, бидејќи сите следевме, се разбира, ги има по неколку линии, ги имаше и тамо и на самото првенство, но се случи и во земјава. И на Балканот. И на Балканот, да, и во регионот. Повторно некако, еве, едно генерално прашање на почетокот, спортот ги отвори тие поделби и зошто тоа најчесто се случува преку спортот? Прво благодарам на поканата, убаво да поразговараме за овие теми, malo се порелаксирано, ги немаме тие тензии кој ќе биде шампион, кој ќе се класира и така натаму. Прво секој ќе се сака да дадам еден мој осврт на тој голем глобален и можеби на голема после Олимписките игри светска манифестација, што имаме спортска. Во секој случај видовме добивме последно разбор на технологијата, барем да кажеме, во спортот и во тие ТВ преноси, и со тие VAR технологии, тие прецизности, ако се сеќавате тој аутот, нели, гол аутот што беше на Јапонија против Шпанија, или така беше, и кога пресуди дека само 1 милиметар топка да е била изрезана, значи тоа да такви прецизности да ви се технологија да оде многу напред. Долгите продолжувања. Добро, тоа во секој случај е дел од играта за технолошкиот напредок повеќе зборува. И нормално сите тие велелепни стадиони што ги видовме и се беше последна технологија, иако ќе кажеме можеби тоа не беше само општествено само фасадата, слушавме многу пред светско првенство за колку тешко било на работниците, колку погинали работници со илјадници или некоја бројка одеше во јавноста дека погинале да се направат тие стадиони, што во секој случај ди даде на погрешно неуба слика на самиот почеток, иако самиот спортски насам, кој спортски насам беше во ред и се тоа што слушавме околу или што се пишува по социјалните мрежи околу можеби некои вон спортски да кажеме пазарање дека натаму че тоа што ставиме можеби на историјата. Се околу ова вашето прашање, ајде спортот веќе одамна не е спорт само. Нели пред кога зборуваме за фудбал тоа е еден голем бизнис, ете слушаме колку огромни милиарди долари или вредеше седото светско првенство и колку сите тие фудбалски сојузи па играчи добиваат нели награда за тоа, па слушаме дека голем број на играчи ги даваат тие награди за хуманистички солидарни цели дека натаму, што исто убав гест на голем број на тие спортисти. Меѓутоа, со оглед на тоа дека е тоа дел на општеството веќе, спортот, и каде што доаѓаме до ситуација дали да афект. Значи, човекот кој е во латентна ситуација можеби не ги прикажува голем број на размислувања, емоции, што ги има чувства и така натаму, што кога човек ќе дојде или нација ќе дојде во така да речена афектна состојба, веќе излегува на површина сите тие скриени, да кажеме, карактеристики, емоции, чувства, нели, мислења што ги имаме, што може би биле потиснати. Така на некој начин видовме и излив и на говорна омраза, излив и на национализам, и на шовинизам и така натаму, меѓутоа друга страна пак видовме и тоа беше прилично убаво и за тоа се фалија барем голем број на јапонските навивачи, кои што веднаш после на преврат, колку да навивале, колку да извалкале, или го чистеа џубрето, една нова димензија на ова светско првенство, една нова лекција за сите, кажеме, жители на планетата, дека сепак тоа што ќе го направиме ние, ќе го ставиме зад нас, дека на некој начин некој тоа добро да го сами исчистиме, нели, а не да чекаме некој си луѓе служби да тоа го направат, барем тоа што можеме да го исчистиме, се разбира. И убаво тоа, убава порака барем ни дадува, да кажеме, јапонските навивачи, јапонските луѓе на ова светско првенство. И убава една димензија дадува ми се чини, сега зборам за позитивните, мароканците, нели, ако се сеќавате. Значи, прв пат на ова светско првенство видовме дека дадува голема почит према мајките.
нели, секое славење, па дури сега да приемам кога беа кај мароканскиот крал, нели, со нив ги зедоа мајките, нели. Убаво е на работа, иако нели имаше и дебати дали да виста мајките се толку заслужни за тие фудбалери. Убав гест се разбира. Убав гест во секој случај, сепак благороден гест. До сега такво нешто не сме виделе, нели, да. таква димензија да се дава голема почит према мајките. Многу тоа што ме радува исто, барем на трибините гледавме скоро повеќе од 1/3 че има присутност на женскиот пол. Нели, досега можеби беше во минорно, нели, да имаме жени на трибините, ма сега секој тие кадри што ги гледавме беа прилично можеби не е 50-50, меѓутоа приближно до таа да кажеме. Особено хрватската манекенка која беше има атракција на првенството. Сам убаво, значи Хрватска е мала нација. Се најде начин и она да се промовира, да се активира, не само тоа, можеби да цитат, слушавме реакции од соседството дека можеби некој не знам, мисија на некоја се тајна обавештајна служба и така натаму. Тоа е интересно што еве и таков еден гест каде што Ивана Кнол, значи очигледно е дека отиде таму да се промовира себе си и успеа во тоа, се разбира, во голема мерка. Незина стратегија, незина тактика и успеала тоа е дека и таков еден чин се исполитизира. Па медиумите во Србија тоа, значи го направија сериозна анализа на тоа, дека она таму е намерно пратена да од хрватски некакви служби, дека така натаму, дека тоа некако најдоа начин повторно и тоа дека е насочено на некој начин против Србија. Па добро, дека Ивана Кнол секој знаеш дека сама отише го направи тоа не е точно, значи веројатно има некоја екипа задни, бидејќи се тој дресинг код што го имаше, што поставија следеа медиумите. Тој е пиар, да, пиар. Некоја че има некоја екипа. Сега кој каде што стои веројатно сите тие портали што ја финансирале од тоа дали имаше голем број портали што понесува, има реклами поголем се зголеми бројот, меѓутоа и тие видоа негов нивни интерес тука бизнис во секој случај и мислам дека беше добра маскота, може да се маскотите беа не знам вештачки или пластични, се имавме маскота човек, нели, која што прилично добро ја представи Хрватска како мала нација и нормално се знаеме дека хрватките, односно далматинките се едни од поубавите, да кажеме, жени во Европа и во светот и убаво и тоа го промовираја. Така да мислам добро беше и тој пиар на Хрватска. Значи секоја држава на некој начин имаше некој начин на презентација. Во контекст на еве да речеме балканизацијата на светското првенство, каде што ние успеавме на некој начин за жал да внесеме мал дел од таа балканизација, па еве тоа прашање. Па видовме и оние искричања помеѓу репрезентативците на Србија и репрезентативците на Швајцарија кои се со албанско потекло веднаш се случија, па имаше информација дека репрезентативците на Србија во соблекувалната пишувале нешто за Косово, па имаше транспарент, да. Транспарент, па овие потоа вратија на некој начин, па тоа се исполитизира. Па прославата на хрватската репрезентација со онаа песна за Херцег Босна, која исто така беше сватена од некој како навредлива или националистичка. Па на тоа имаше реакција и од поранешниот турски репрезентативец Хакан Шукјур. Напиша на Твитер. Значи веднаш се расшири целата таа работа, како што кажав во контекст на таа балканизација. Значи успеавме ние дел од нашето секојдневие и таму да се го пренесеме на светското првенство. Секој човек, секоја индивидуа, секој колективитет е нормално оптеретен со секојдневието. Тоа или што се случува нас на балкон, ние тоа да може да го избришиме со гума зарад едно светско првенство, че секој човек си носи вредности, си носи предрасуди, стереотипи, така тие се испливаат, сега дали спортистите колку тие успеа да тоа да останат имуни, тоа е друго прашање. Друго прашање што се случува на трибините или околу, или на социјалните мрежи од аудиториумот, друго прашање што прават фудбалерите или селекторот и така натаму. Така што мислам дека тука дисциплината малку попушти, да кажеме на овие играчи, нели и од средот на Србија видовме барем тоа што кажува дека тој ги опсу. Да, и тоа го заборавив, да, имаше тој момент. Јас тоа не може да читам на устни, меѓутоа некои експерти кажа, и кој беа хрватски експерти што кажа дека ги опсул, нели албанците, што
може би не, не тврдам и Пикси стој кој што го демантираше тоа, а и што би го демантирал, мислам, некој си портал што нешто објавил, ама и такви дискусии веќе не демантирал и така натаму. Меѓутоа, играчите не се воздржаа, видовме дека имаше инциденти на самата утакмица, видовме тоа што се хвалната да се воздржаа од политика, меѓутоа тоа е можеби еден, да кажеме, тоа е нашата балканска реалност во секој случај. Мене тоа што исто ме чуди, феномен интересен, не само на преходното светско првенство, беше дека навистина албанците од цел Балкан навистина се радуваат на успесите на швајцарската репрезентација, што го чувствуваат како лична победа. Што мислам навистина е феномен, да кажеме, тоа како би било се ако Колушевски даде некој гол за Шведска, некој си светско европско првенство и да цела Македонија се радува што Колушевски дал гол, нели? Таа која се спореба би дошла, што може би се радувале, не се знае, значи понекогаш и целиот колектив, цела нација понекогаш реагира, да кажеме, без некоја си свест, да кажеме. Значи, ова реакцијата видовме у Кумановка се случува некој некој си прослави, што нормално е феноменологија. Значи, тоа феноменологија треба да го истражува зашто тоа се случува како се случува и така натаму. Тоа е прашање, тоа е феноменот што луѓето еве и во спортот се идентификуваат на етничка основа, на религијска основа. Па, еве, ќе бидам уште по-директен, да речеме, доколку играат репрезентации кои се со изразена религијска поделеност, да речеме, исламска и христијанска, овие кои се припадници на исламот ќе навиваат за ова што е исламска, а христијаните за христијанската, да речеме, а не гледаат на тоа спортски. Не гледаат, например, која репрезентација игра подобар фудбал или кој фудбалер повеќе им се свиѓа, но некако афинитетот го насочуваат низ таа према идентитетите. Према идентитетите, да. Дали? Зошто тоа се случува? Па добро, идентитетите се една работа, исто можеби понов феномен, да кажеме, од 19-20 век. Не зборувам само за етничкиот, не зборувам и религиозниот идентитет и други идентитети, културолошки идентитет. Значи имаше на таков една стереотип, дека сите муслимани навиваат за Мароко, што исто не беше точно. Голем број на соседи на Мароко не навиваат за Мароко, можеби тука на Балкан, во Европа. Значи треба да знаеме дека Мароко има голема диаспора во Европа, значи Франција, Белгија, да зборуваме тие земји таму, каде има диаспора, навистина се покажа дека навива за Мароко, на Балканот прилично имаше сите муслимани скоро беа навива за Мароко, меѓутоа мора да кажа дека цел Балкан освен Србија, навиваше за Хрватска и тоа барем ја колку што гледав по социјалните мрежи, навистина сите ние и се идентификувавме со тоа, кажеме, југословенски идентитет со Хрватска, нели? Особено кога со Хрватска се биле во иста земја и иста школа, и тоа ги тераше да навиваат за Хрватска скоро цел Балкан, иако и пошироко, не само на Балканот. Така што тие идентитети влијаат прилично и во навивањето и во одредувањето. Не секоја се навиваше, што кажете, за спортски вредности, не секоја се навиваше за мајсториите што ги гледавме, што навиваше од причини. Меѓутоа е интересно голем број на бошњаци навива за Мароко, меѓутоа кој ќе дознаја после што Мароко направил на преходниот селектор Вахид Халил Хоџич, дека тој ги донесе на светство па го избркале после предсветско првенство, после веднаш се откажува голем број гоменува голем број на бошњаци тоа мислење, што ето дека не е баш секојаш идентитетот религијски тука. Значи имаше и некои други вредности што во секој случај е интересно. Значи, но интересно е што значи луѓето еве само не само во спортот, туку ми се чини во секоја сфера, секојаш тој некој идентитет, дали е етнички или религијски, го ставаат како приоритет на прво место, а потоа ги гледаат другите атрибути. Другите вредности. Да. Другите вредности. Да, значи пак ќе кажам, идентитетот игра значајна улога во нашите животи. Било кој идентитет, значи еден човек во исти момент нема само идентитет, има над 100 идентитети кои се колективни, да не зборуваме за индивидуалните. Така што веројатно кој приоритет ќе им дојде, кој идентитет ќе дојде како приоритет е исто
зависи од голем број на фактори, од матрицата на размислување, од околностите каде што функционира, од ние кажуваме и наетот на другиот, тој што ме конкурент, кој аргумент се користи, така натаму. Меѓутоа навивањето, мисля дека имаше и навивање од навивање, значи тоа што ние сме го имале порано, нали, се навивање чисто за некој клуб или презентација, имаше чисто спортски, да кажеме, побуди, имаше и такви, барем кога дојде финалето помеѓу Аргентина и Франција, голем број, ете гледаме на фановите што беа на Аргентина, навиваа поради Меси, или голем број, а не поради тоа што се европејци, па за Франција ќе навиваме. Иако кај нас имаше некој голем број на појави гледа по социјалните мрежи, сме против Франција, поради францускиот предлог за Македонија, дека имаше и такви некои реакции, поради тоа навиваме за Аргентина. Значи, тоа што јас следував по социјалните мрежи. Има уште една интересна поделба, веќе кога спомнавте, тоа е веќе сосема друга, оние кои беа за Меси, дека е најдобар фудбалер на денешницата, и оние кои се против Меси. Да. Тоа е доста изразена поделба, исто така. Па мислам дека се уште трае таа дебата. Да. Ете, јас бе тој што викам дека Меси не е најдобриот фудбалер на историјата. Има голем број луѓе што и размислува дека поидан кој тој е најдобриот фудбалер што до сега постои во историјата и нормално никош не може да се докаже, нели, ни со бројки, ни со не знам какви дебати, меѓутоа тоа се уште трае. Поради тоа и фудбалот е најважната спортна работа во светот, нели, кажуваат. Меѓутоа сепак кога ќе доаѓаме до такви квалификации, мислам дека барем овие што сакаат посериозно да бидат разбрани, треба да знаат мало историјата фудбалот, дека и пред Меси имало голем број на фудбалери, Пеле, Марадона, Бекенбауер, не знам што Бекенбауер тотално сега не се спомнува и тој има заслуга на светска титула, кој што Меси има една светска титула, а Пеле имал 3, нели, да не одиме во тие дискусии. Меѓутоа, убаво е и таа дискусија, иако во секој случај ова на денешницата можеби Меси во овој период е најдобриот фудбалер во светот, тоа мора да се признае, меѓутоа кога суди во некоја си историска димензија, сепак е доста дискутабилно таа работа. Барем по моје мисли, како поранешен ракометар, спортист, не фудбалер, и како фудбалерите имаат и други размислувања. Меѓутоа, тоа што кажувате, таа дебата што се развива во јавноста е феномен исто така, уште денеска слушаме голем број на работи, иако барем овие се големи фанови на Меси, не гледаат и неговото однесување и понашање што беше за светско првенство. Значи, мора да кажеме и тоа дека Меси имаше голем испад со Холандија, како спортист, нели, не се баш однесуваше како капитен на екипа што треба да ја смири екипата и така натаму, тоа што беше тензична атмосфера, а мислам дека и на полуфиналето со Хрватска не се баш најдобро. Целиот тим на Аргентина, цело првенство ги критикуваат, не баш фер плей, спортски се однесуваат, а Меси за тој да одговори како капитен. Значи, таа димензија треба да ја видиме, ако една екипа треба да се однесува спортски, тоа е покрај светот е најпојче виновен и капитенот на таа екипа. Да. Добро, ајде сега малку да видиме за по несаканите работи, за девијациите. За жал, тие пред се национализмот во спортот, кој е особено изразен, да речеме, кај навивачките групи, тие го генерираат, сега не зборуваме за светското првенство, туку генерално, воопшто и кај нас дома се разбира. Тој национализам кој се генерира во спортот, најчесто потоа се пренесува и на теренот, во реалноста, во општеството и, за жал, на крајот завршува и со наследство, со физичко наследство, тоа е крајниот стадиум. И се чини дека се уште немаме формула за решавање на тој проблем. Па не само кај нас, во главном секаде, генерално, а особено во Европа, нема се уште се нема осем Англија. Англија навистина најде рецепт против тие хулиганите што беа во 80-90 години. Строга дисциплина на стадионите и тоа е. Строга дисциплина, меѓутоа им се забрануваше да ближува до стадионите веќе, или нема цел живот веќе нема пристап до стадионите. Значи Англија ојде со навистина ригорозни мерки да тоа на некој начин, па и сега гледаме дека во Англија веќе сосема на друг начин се они забрани и станување на стадион. Така. Не смееш да застанеш, не смееш да стоиш, значи мора да седиш и така. Кај нас А камоли пиротехнички средства или нешто тоа? Не замислам. Не знам дали се сеќавате, тоа беше мислам 86 или 7 година,
кога дури во Брисел, во Хесе стадионот, нели играа, ми се чини Ливерпул со, не знам, со која финале на Куп на шампиони тоа беше, па дури со топ, со бомба, со што користе пред другите, и цела трибина падна. Не знам, помладите може да се сеќаваме, че даже YouTube тоа може да се види, во Хейсел, во Брисел, се случи таа трагедија, од тогаш англичаните воведува таа мерка. За жал кај нас, Балканот се уште можеби не сакаме, нема доволно политичка волја да тоа се спречи. Најверојатно бидејќи мора да признаеме дека во тие навивачки групи има големо влијание на политичарите. Значи, не само Македонија, воопшто на целиот Балкан, и ако се сеќавате исто 90-та година, кога се распадаше Југославија, имаше еден голем инцидент во Максимир, нели, Динамо Загреб со Црвена звезда, каде што апсолутно Фрањо Туџман за да ја презеде контролата на полицијата, нели, од Југославија на Хрватска, се кажува денеска анализира, се направил тој инцидент што се случи во Максимир, нели, Звонимир Бобан тоа беше капитен. Со ударот на полицајец. На полицајец, така да. Значи, големо влијание има на политичките партии, на политиката од тогаш, јас мислам. Не само тогаш, и пред тоа, нели, тие години имаше на фудбалски терени, барем на Балканот, да кажеме. И мислам тоа се уште трае, тоа се уште оди. Говорот на омраза, за жал, е толку дигнат до ниво што јас со моите деца не би отишол веќе на спортски надпревар, дали, да ги слушат сите тие погорни зборови према било која, дали, заедница или народ. И барем ние што сакаме да децата ги гаеме во толеранција, во коегзистенција, во културни вредности, не би се осудили денеска да одиме. Тоа за жал е, пак ќе кажам, политиките, дали спортските сојузи, дали државата, ние имавме и сега правиме втора стратегија за ова едно општество. Не презедовме неколку мерки, нели, со првата стратегија за едно општествен културализам, на некој начин да се влијае на тие, кажеме, навивачки групи, и можеби ете добро гледаме во 2-3 години, не дека не е искоренето, меѓутоа помала интензитета на тие, кажеме, националистички испади на навивачите, повеќе сега гледаме некои си други испади се случуваат по стадионите, значи навивачки, да кажеме, без голема димензија, нека нема, без голема димензија на етничка омраза. Меѓутоа треба и тоа се уште се работи, да се скорени, значи ние ќе продолжиме како држава веројатно да поработи на тоа. Меѓутоа тоа што гледаме во соседството, поготово во Србија, последно време многу се жалат, бошњачката заедница се жали дека на стадионите, на терените, на спортски премногу навивачите, било кој да игра клуб, се алудира на некако си негативни, амбивалентни чувства према бошњачката заедница во Србија. Се споменува Сребреница, не знам, се споменува и други работи. Бија прилично такви научни трудови се пишани. Нормално тој ние не може да видиме тоа помедуне, меѓутоа тоа го пишуваат дали по научни трудови по портали. Зашто тоа се дозволува? Не знам, некато не може да се распреде државата, може веднаш да се најдат кои се што се, меѓутоа веројатно пак ќе повторам, политичките интереси на некои се политички кругови остануваат така. Гледавме и оваа ситуација се случува сега во Косово, нели, имаше предигра можеби тоа во Катар, што не се случува, и на Балканот тоа што се случи во Катар. За жал гледаме дека таа омраза се повеќе и повеќе ескалира помеѓу албанците и србите, и мислам дека не е за позавување. Иако мислам дека мимо ова што кажавме за Иван Кнол, тие тензии меѓу хватите и србите веќе стивнаја. Можеби во Босна уште малку постои, меѓутоа меѓу Хрватска и Србија, нели, вака стивна, иако имаше уште еден испад на премиерот Вучич, он се председател Вучич, кој што каже дека не би навивал, тој јавно каже, не би навивал за Хрватска, што и да се случи. И можеби тоа ги даде сигнал, нели, да малку уште повеќе се дигне ова тензија. Така што е проблем на кој што ако државите не работат, ако тоа се остави на стихија, може да прерасне и е сериозен проблем. Ја пак ќе апелирам до сите и во Македонија и надворот наша земја, дека не само да остане државата, треба малку повеќе и невладиниот сектор да се тоа. Ја досега не сум видел невладин сектор, било каде на Балканскиот зид, да поработат на таа проблематика, дека неа потреба од говорна омраза на
на спортските надпревари. Сепак спортот е арена за спортски надпревар, а не за националистички и не знам какви етноцентристички или говор на омраза према друга заедница. Но се чини дека проблемот е ова што и вие го спомнавте, користењето на тие навивачки групи или нивното искористување или злоупотреба од страна на политиката. Сега не знам кај нас колку е тоа изразено, иако гледаме дека тие политички групи, освен говор на омраза, навреди на етничка или религијска основа, често имаат и политички пораки, кои на некој начин се поврзуваат со некоја политичка партија, но уште поизразено е ова што го спомнавте во Србија, таму, значи, тоа е подигнато на уште едно повисоко ниво. Последното апсење на таа група на Беливук, кои биле навивачка група која потоа прераснала во една сериозна криминална организација која направила грозоморни убиства, но според нивното сведочење тие директно работеле под диктат на СНС на српскиот председател Вучич. Да. Колку е тоа точно, сега јас не навлегувам, тоа е нивно тврдење, се разбира дека Вучич и СНС демантираат, но сепак јасна е таа конотација на политиката со тие навивачки групи. Па вие знаете сами дека загласениот Аркан, нели? И Аркан исто така беше лидер на навивачката група Дели. бил водач, да. Дели, така што во секој случај веќе дека некои научници ги третираат овие Па навивачки добро, групи. еве да бидеме сосема прецизни и кај нас, вице-премиерот Груби бил исто водач на навивачка група, да. На шверците. Значи, некаде ги рачунаат овие че поекстрени хулигански групи како паравојни формации. Или бидејќи од нив после ги регрутираат во некои си, не знам, паравојни формации. Кај нас барем такво искуство имавме. Бидејќи се најекстремни, најекстремни, млади, нели желни, и најекстремни. Неискористни во општеството. Значи во главно станува збор за млади луѓе кои што не се доволно искористени, нивниот потенцијал, нивната енергија не е доволно искористена во општеството. И преку тоа да оџа некој вентил за издувување, меѓутоа ако тоа се остави на екстремни структури, да кажеме, кои што имаат намери на злоупотреба, тоа може да порасне во паравојни формации. Така што секоја што треба да се добро следи, анализира, пак ќе кажам, многу малку тоа се води внимание и од академската заедница кај нас. Кај нас имаме еден врвен професор Иван Танасовски кој што се занимава со тоа. Минатата емисија беше гостин, инаку само да споменам, да. Меѓутоа не може да остави со еден професор тоа да се занимава. Сепак за Македонија треба малку по-сериозно да се посветиме и како академска заедница и како невладин сектор и повеќе да се делува во разговор со тие луѓе и нормално ако треба зашто не ја бев и уште сум поборник на таа англиска формула, барем да се реши, да се тотално искорени и тоа. Меѓутоа не е само во репресивните мерки, мара мало по-широк општествен пристап дека на тие луѓе кои што се ранливи на такво нешто, мора да им се најде некоја си друга занимација за да може да бидат нели корисни во општеството. Така што мора да кажам дека тоа е и општествен проблем, не е само проблем на да кажеме на спортот, на навивачките групи дека натаму, а за жал на крај ако гледате кој ги зема казните, кој се казува клуб организација кој што најмалку е крива, ниту пак има механизми да ги контролира тие појави. Секогаш што гледаме УЕФА, ФИФА или фудбалските сојузи ги казнуваат клубовите. И то со ригорозни, него со скапи казни, нели, со високи суми, а на крај клубовите ниту пак имаат средства и моќ ако тоа го решат. Меѓутоа, себе един ден дозволат влез во стадионите. Тоа друго нешто не може да им направат. Има една психолошка анализа во поглед на тие навивачки групи, се вели дека тие и ова што вие го спомнувате дека тие млади луѓе таму наоѓаат некаква идентификација, тие инаку наоѓаат само идентификација со тој систем на крдо, на стадо, наоѓаат таму некој идентитет во тоа окружување кои претходно не можеле да го најдат и потоа се идентификуваат понатаму со таа група. Токму така. Значи, сепак, пак ќе кажеме дека во тие групи се граѓа нов идентитет. Нели, символи се прават нови, се зборуваме на клубско, не на клубско. Се прават нели символи, се дава некое име кое што е провокативно, нели, и то не провокативно за да кажеме за нив, него провокативно према другиот, нели, провокативно или ги мобилизира
тие луѓе некоја си, да кажеме, темна страна на медалјата. Нели, такви имиња што се даваат на некои групи, да вистина човек да се фрапира. Нели, ете шверцери, например. Зашто се вика шверцери? Нема ли такви убави имиња да се дават да, нели, че не се никој да навредам тука, меѓутоа може да се дадат многу подобри, нели, имиња на тие групи и да се направи некој нов концепт на пристап да бидат фанови. И на крај на краиштата има такви доста дискусии, голем број на луѓе викаат, зашто јас би бил дел на таква некоја си група. И јас одам на стадион да се наивам сам за себе, нели, зашто има потреба да се прават такви групи. И тоа е исто една од прашањата, ако ние се разговараме за овие здруженијата што кај нас се неофашистички, нели, што се раимијата, навистина треба да поставиме прашање, пак зашто да ги издружуваме тие луѓе да се здружуваат тие такви групи. Нели, тие се ги сили здруженија, имаат своји сметки, имаат, не зборувам за Македонија, многу мал, да кажеме, феноменот, зборувам за генерално по големите центри, по големите градови што се околу нас и во Европа, зашто ако гледате таму тоа оди во нека девијатна појава, зашто да им се даде таква можност да имаат алатки да можат да собираат пари за некоја нивна кауза, кој што за жалите може видиме тоа во Германија, имаше во Ична Германија, па сега во Словачка, во Чешка, кој што и во нацизам прерастава. Знаете, тие значи отворено собираат пари за нацистички, да кажеме, испади. Така да феноменот е многу сериозен. И на европски рамки Европа може да се занимава со тоа, во другите, не знам, и во Африка ми се чини прилично имаме такви феномени. Азија и Америка не може би ја не ги следам, може би има, да не се правам дека познавам многу работите. Меѓутоа феноменот е многу поширок, треба еден поглобален пристап, иако има мрежи, нели, ги гледаме на европски ниво што се за тоа исто залагаат. И тоа оди преку УЕФА и преку ФИФА, гледаме, имаше голема исто кампања Стоп на расизмот, нели, кај нас пак тоа воопшто не се работи. Че расизам не е само омраза према бројата на кожата, расизам е по било кој идентитет. А гледа дека нашите клуби многу малку се вклучуваат во таа акција за Стоп на расизмот. Може би грешам, нека ме демантираат, нели, дај Боже да грешам што се вика. Меѓутоа не гледам јас на видливо дека кај нас имаме такви испади. Иако знам, ако се сеќавате, кај нас кој гостуваше, не знам која година репрезентацијата на Англија, нели? Да. Имаше испади од нашите навивачи, кога некој од овие со африканско потекло играчи на Англија, нели, му извикува со извици на орангутан. Да. И за тоа Македонија доби голема казна, ако се сеќавате. Значи, ама не треба да дозволиме да такво нешто, или баш при боја на кожа, кажеме, расизам. Меѓутоа ние имаме расизам по етничка основа. Значи, пак ќе кажам, расизам не е само расата, боја на кожа, расизам е било кој идентитет и различност. Интересно е ово што го кажавте за клубовите и вие го спомнавте закона за здруженија, фондации и клубови и ту конотација на бугарските клубови, кога го објаснувате за тоа како се бираат имињата на навивачките групи, дека намерно се бира провокативно име кое на некој начин треба да го навреди другиот. Мислите ли дека истата формула е примената и со бугарските клубови во земјава? Дека намерно се ставани имиња на личности кои треба да предизвикаат провокација и навреда на некој начин? Апсолутно, значи тие имиња што се избраја, па ќе кажам на неофашистички, значи тоа нема врска со бугарска култура. Ова што ни се кај нас презентира како бугарско, не е тоа бугарска култура, не е тоа бугарската историја, не е тоа бугарски идентитет, ние представуваат одредени структури најтемната страна на бугарската историја и бугарските личности, а тоа е фашизмот. И имаме ДСК, ја отворено кажувам, неофашизам, кој што ние дозволивме на некој начин, не само ние, тоа е проблем нели во цела Европа, многу суптилно успева да се прават тие културни клубови, се под плача на културата, лица кои што никогаш не работеле култура. Кога Ванчо Михајлов работел култура. Значи, ако некој ја прочита историјата на Ванчо Михајлов, тој нема ни к од култура. Дека култура се пишувал книги кои што се повеќе политички, не му се културни книги. Или не знам за цар Борис и не знам тамо кој уште, нели, тоа воопшто не се имиња кои што се символи на културата. А навистина Бугарија има
со што се горде и никој нема против да кај нас имаме клубови за промоција на бугарска култура, бугарски идентитет, значи тоа никој нема за тоа против, меѓутоа не е вака провокативно. Така што гледаме дека се до тоа се користи кај нас на доста провокативен начин и овие луѓе кои што или овие кругови или кујни да ги наречеме ги користат најсовремените методи за да може да се делува на поделба, на раслојување на општеството и на крајот на кришата да ги спроведат нивните интереси што се ги имаат, кои што се скриени. Но формулата тогаш е тука прилично едноставна. Значи тие ќе предизвикаат провокација и потоа кога ќе се случи одговор на таа провокација која е неминовен, значи изнуден на некој начин одговор, тие го представуваат тоа како повреда на правата на бугарите во земјава. Една проведна стратегија, но која за жал делува. Која е борбата сега со тоа, како да се знаете, ние сме една мала и млада држава, значи ние немаме голем број на институти кои што треба да поработат и не само тоа, нашата земја многу малку ја користи науката, тоа мора да го признаеме. Политичарите нашата одлука многу малку користат податоци или користат, да кажеме, знаењата на науката. Значи за сите вакви феномени што се случува, сепак треба пред да се донесат било какви одлуки да се консултира луѓе и не само кај нас, значи да кажу, кај ние имаме научници за све, меѓутоа денес кога науката ти може да ангажираш научници од било каде во светот, нели, за било кој феномен. Таа димензија нас ни фали. За разлика од тоа, значи тоа што ни се случува, не кажувам бугарска држава, него тие структури во Бугарија кои што се имале и бекграунд кои што биле во државата и кои што имаме државни политики кои што водат така натаму, сепак се тие прилично добро обучени структури. Значи да не ги подценуваме било кој дека тоа е само така наивно и лаички и дека е само антимакедонски бидејќи поради името не знам што, меѓутоа стојат интереси. Алудирате на служби тука, претпоставувам. Па за жал и Источна Европа се уште кажуваат голем број на извештаи дека сме се уште под влијание на тие служби кои што биле прилично јаки и мощни за време на социјалистичкиот лагер, да кажам, нели, по-глобално, кои што биле водени од КГБ, од Советскиот сојуз, со доста перфидни методи. Значи тоа се случува и ден денес, ќе кажам пак Чешка, Словачка, Унгарија, Романија, Бугарија и така натаму. Југославија не беше многу под влијанието на социјалистички лагер или на советски, на Варшавскиот пак и така натаму, иако некој број на некои структури и личности на некој начин и некои методи порано сме ги имале и во бивша Југославија. Меѓутоа, ова што ни се случува кај нас и овој, да кажам, суптилен напад не е soft, него е sharp power, нели што ни се случува кај нас, ова со Бугарија се кажувате, сепак е нешто по-суптилно и многу по-организирано и не е толку наивно. Па дури преку навивачките групи, сега кај нас не се случува тоа со навивачки групи, меѓутоа во други земји се случува преку навивачките групи. Да. Добро, во однос на тоа нас ни останува уште еден крупен чекор, тоа е менување на уставот, ставањето на бугарите во уставот и тоа сега исто така се гледа низ таа една призма, освен политичка така и етничка, но ми се чини дека интересно дека за самиот чин, за најголем дел од политичките субјекти, сепак ставањето на бугарите во уставот не го гледаат како премногу спорен момент, освен принципот на условување, принципот на барањето на тоа да биде задолжително, како услов, како уцена, да речем. Но вела дека самиот чин не е спорен. Па не е спорен, меѓутоа, знаете што, бугарите во Македонија како заедница различна од македонци. Не зборам за се бугарски пасоши, него како заедница. Се постава Македонија уште од пописите кои ќе гледаме, уште првиот попис после војната 48 година. 48, 51, 61, него имаше 71, 81, секој се јавуваат бугари во некоја приближна иста бројка. И сега последната бројка на бугари не е различна од тоа што ги имаме претходните пописи. Зборувам за официјалните платоци, не зборувам на терен што се случува и не зборувам за бугарските пасоши што ги имаме сега. Меѓутоа, исто така бугарите во цел овој период како заедница никој не побарале да бидат признадени како заедница, па голем број на извештаи што добиваме од рамковната конвенција
заштита националните малцинства во Средна Европа, секогаш такво барање имале египчаните, имале хрватите, имале торбешите, имале црногорците, бугарите немале. Сега, за жал, може би, методологијата, пристапа до тоа го направате сосема поинаку, иако јас гостувам кај вас и на друга телевизија да мисе, каде што кажував дека единственото решение сега дално да се деблокира процесот со Бугарија е да ги ставиме бугарите во преамбулата, да отвориме катедра по бугарски јазик на филолошки факултет. Дали со тоа апсолутно правиме дистинкција меѓу два народа и два јазика. Меѓутоа, политичарите од други провиненци не размислат така, размислат за реципроцитети, што е абсурд, реципроцитет нема во овие работи, ниту една земја во свет нема направено реципроцитет, па тоа да биде по реципрочна основа, како што викаат, меѓутоа има некои примери, ама тоа се минорни примери, може да дискутирам кога има време, дека секоја заедница која што е со постојан идентитет и која што има своја посебност и бара од државата да биде признаена, ние сме потписници на Неконата конвенција и мора да тоа да го прифатиме. Сега, дали треба, не треба преамбулата и дали преамбулата е тој механизам кај што ги решам од сите прашања, исто за дискусија кај нас. Меѓутоа, сега сите копија се кршат како преамбулата, иако за мене лично преамбулата не значи ништо. Меѓутоа, тука се кршат копијата. И добро, значи покрај бугарите слушаме дека црногорците и хрватите ќе влезат, иако не знам кој државен орган таа одлука ја донесе, постојано слушаме. Бараме, гледаме, египчаните поднесоа барање, торбешите поднесоа барање, слушаме и други, евреите поднесле барање, така што тој процес мора да биде отворен. Да. Ние сме една земја која што сме лидери во регионот за некои работи, а за интеркултурализам сме први во Европа со стратегија и треба да продолжиме тој курс. По тоа се препознатливи по тие вредности. Да. И мислам дека тој процес треба да биде отворен, да не се многу прави баок од тоа што ќе влезат бугарите во преамбулата, ќе влезат и бугарите, и срби, хрвати, египчани, ја мислам, евреи, торбеши и сите што ќе побараат. Нели? Можеби ние немаме некој институционален канал како тоа да оди да процедурата, апел до владата или до собраните дека отворат некоја си процедура, да име која заедница бара интерес. Да. Нели? За тоа работа, не само да се вака лицитира во јавноста, а веќе ведоње нема влезат. Да. Добро. Ви благодарам за ова, не истече времето, господине Земон. На некој начин, ја заокруживме и годинава. Благодарам на вас, сете убаво разговарявме, малку порелаксирано за тоа што беше од светско првенство и среќна нова година на вас, на ТВ24 сте гледачи и среќни божични празници. Да. И со ова, почитувани, го завршуваме и ова Студио 10, се разбира, останете со нашата програма, набрзо ќе ги видите и најновите вести.